Морална одговорност требаше да има од највисоките политички кругови за најголемата трагедија во Македонија, веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски во интервју за Радио Слободна Европа. Вели дека доколку министерот за внатрешни работи си поднел оставка од морални причини, ќе дал позитивен политички пример. Го повика премиерот Мицкоски да отиде во Кочани, бидејќи само со помош на централната власт може да се издигне повторно градот. Во ова ситуација конкретно министерот за внатрешни работи, јас не велам дека негова е одговорноста да се за правно формално, меѓутоа тој и како има одговорност како една година министер, најмалку од се да биде позитивен политички пример. Крстевски вели дека нема доверба во судскиот систем, бидејќи низ примерите во минатото. Дел од судиите се наклонети кон политичко влијание, но вели јавноста будно ќе го следи целиот судски процес, за да нема простор за било какви влијанија. Во меѓувреме на вчерашниот марш на ангелите во Кочани, семејствата на загинатите повторно изјавија дека не се задоволни од обвинението, во кое се опфатени само 34 лица за трагедијата. Побара од судиите да судат фер за смртта на нивните најблиски. И судиите, еден апел до нив, криво нека седат, право нека судат. Оти они не се тие што треба да на некој маката ја злоупотребуваат и да се нервират некој од нив и да умират секој ден. Ако мислат дека дома ќе носат крвави пари и мртви пари со нашите деца, нека мислат. А има одозгоре кој ќе им пресуди на нив. Па се нека седат, нека размислуваат дома. 5 пати нека мислат, еднаш нека сечат. За рехабилитацијата на повредените од пожарот, министерот за здравство информираше дека третманите на првата група која на Пониква се при крај, а на средината на јули ќе продолжи на рехабилитација и втората група на повредени. Таму младите сакат да продолжат и понатаму. Имаме барање од некој од нив за да можат и со втората група, ако има место да продолжат. Втората група ќе биде најверојатно втората половина од наредниот месец, бидејќи сакаме после завршувањето на првата група 2-3 дена да имаме наши состаноци, да видиме што може да се подобри од таа програма што во моментот оди таму. Тројца од повредените во пожарот во Кочани се уште се на лекување во странство, а нивната здравствена состојба е стабилна, соопшти Алију. Тамара Дичевска, Сител телевизија.